Почитувани мои, во старо време, кога се орало со зевгар волови, со дрвено рало или со конј, стопанот или домакинот кој што си обработувал својата нива, морал да повторува на зевгарот и на конјот бразда, бразда до бразда. Бразда морало да биде право за да не остане по средина неизорана нивата, а до да било што подлабоко. Започнува вториот дел од моје село. Јас пред вас, вие по мене. Моје село, Јован Пековски, село Бразда. Јован, добар ден. Добар ден. Јован, тука си роден во село Бразда или како? Да, во село Бразда, поточно Скопје, али од село Бразда. Село Бразда. Да. Твоите стари дедо и баба, татко и мајка, сите се од село Бразда. Сите се од село Бразда. Староседелци, позната Староседелци, фамилија. да, со векови. Се обработувало од ваша фамилија, семејството ваше, обработувале почва, земјоделие, житарица или како? Па, повеќе култури земјоделски, каде што и житарица, но поточно Бразда е позната по својот арпаџик. Арпаџик, На широко, да, до пред 90-тите години во цела Југославија. Во цела Југославија. Да, тоа е Косово, Црна Гора, Босна, па се до Словенија и Хрватска. Имало ли некое село конкуренција, да кажеме, на село Бразда за арпаџикот? Па да, и другите села, мислам, обработувале оваква култура, но Бразда беше... Ама сепак Бразда на прво место. Да, Бразда беше на прво место и единствена по квалитет. Бренд на селото е арпаџикот. Да, тоа е точно, но сепак тоа е ради почвата. Јован, како дете си учел во село Бразда, училиште или како? Не, во село Бразда не, во Сандево, значи 65-та кога е направено школото. Таму Јас сум негде 4-та или 5-та генерација, 75-та година прво деление сум почнал. Така, а старите ваши, да кажеме постарите Па генерации? до 60-тите години, значи дел имало школа во Бразда, Имало училиште. а до 4-то деление, од 4-то, овој од 5-то до 8-то било во Кучевиште. Во Кучевиште. Да, тогаш биле уште по-мало население, така да тие школи биле доволни за да можат, значи, да ги приберат овие ученици тогашно време што фактички биле за школување. Јован, ја пак ти те прашам за старо време, да кажеме, се чувало стока доста во село Бразда? Па слободно може да се каже, секоја куќа имало, значи да речам и конј и крава и да речам друг добиток. Зашто се гледа дека е убаво село, има паша? Да, да. Па сите услови, мислам, сме ги имале, и ливад, и паши, значи по ридовите дел. Имаме две прекрасни реки, значи една е Бањанска, една е од Кучевиште, тоа Кучевиште е ова сега тука што е до нас. Но сепак во однос на земјоделието во поново време, значи после имало и пумпи, бунари, така да се обработувало повеќе земјоделие во однос на претходно. Бразда има вода од сите страни. Па може да се каже. Има доста извори, доста чешми. И извори и бунари. Значи во поново време бунари се направени каде што фактички со испумпување на водата, значи секој можел да посади или посе она што може да го обработи. Што и да се посади, вода има. Да, имало. Давало берикет, имало берикет. Имало берикет и се работело се тоа до 90-тите години. После 90-тите години веќе земјоделието почиња да замира и генерално Југославија, знаете, самите се растура, така да ние како млада и нова држава генерално не сме имале големи услови, значи, за пазар. Така. Јован, женеци? Да, женеци. Имаш семејство тука во село Бразда, тука живееш и ден денеска? Да. Семејството ти имаш дечиња? Да, имам дечиња, да. 3 сина имам. 3 сина јунаци. Да, нека ти се живи и здрави. Имаме женет некој? Има еден женет и имам една внука. Ајде, нека е жива и здрава. Фала, да сте живи и здрави вие. Јован, ти благодарам за разговорот. Ништо, нема проблем. Повелете и друг пат. Се гледам.
Мое село. Гоце, село Бразда има 4 цркви. Да, Света Богородица, Света Троица, Свети Атанаси и Свети Спас. Свети Спас. Свети Спас сме на ова викано место. На ова викано место Видране тоа останало од давнина, од нашите предци. И така пишува во катастарот. Добро, старите ваши ја затекнале оваа црква или? Нашите дедовци не ја затекле под кров во градба. И Значи затоа само зидините. само зидините и се предпоставува дека ова црква била само за погреби Аха, Да. во старо време. во старо време. Во село Бразда. Во село Бразда. По сите, мислам, па некаде околу 400 години се предпоставува дека е правена. За работата не сме нашле никакво нешто, онака значење, пара од минатото и нешто под зидовите, да има нешто фреска напишано. Мислам, како нашите стари куќи што се племни со таа градба, еве со кал и камен, нема ништо значајно онака за културата, за Да, влече длабоки корени и оваа црква, Па- како и Света Богородица. Да, Света Богородица е уште од 12-13 век, таа е многу стара црква. Значи немаме податоци од кога. Немаме Свети податоци, Спас, немаме. Е сега селото, мислам и јас бев првиот иницијатор да се обнови, да се ископа да видиме и така сега Аце ќе продолжи ќе каже за новата црква. Верувам дека црковниот одбор е доста јак и мислам дека Да. ќе продолжи. Па мислам дека со Господ напред мислам ќе успееме Секако. да се обнови. Кој е Господ, никој не е. Никој не е сигурно. Гоце ти благодарам. Нема на што. Стрико, добар ден. Добар ден, Од овој крај си тука, од овој крај. да ни се представиш. Јас сум Славковски Војслав од село Бразда. Од село Бразда, роден во Бразда, така? Роден у Бразда. И твоите, се разбира, дедо, баба, сите се од село Бразда. дедо Трајко, дедо тате Крсто, мама Румена. Да. Една од постарите фамилии во село Бразда. Да, од постарите усред Бразда. Ти си во Бразда нон-стоп, тука си бил, не си бил на страна, не. Сум бил малку у Бутел. Во Сум Бутел живеел, живеевте. да, живеевме малце. И после си се врати во село. пак имаше стара куќа, срушивме, направивме нова куќа. И Така? сега сме усред село тука. Добро, ама село Бразда ти не би го оставил никогаш. Никогаш, да. Никогаш. Тука сме чувале овци со дедо Трајко. Си имаш дечиња, си имаш челад, Имам 2 керки. нека ти се живи и здрави. Да. Сега Стрико, вака те прашаме. Некогаш било весело селото, Многу весело. така? Многу весело, многу убаво. Насред село се Поблиски биле играло. луѓето. Поблиски се слагале, Ти кога весели. рече го омаж едното девојче, свадба правеше во Бразда или како? У Бразда бе, у Бразда. Дојдо по невеста од Бразда, Да, така? од Бразда, па после идеме за у Лисиче. Добро. За Е сега улиците. вака да ни кажеш. Селото некогаш се правеле веселбите биле на големо, така? Денеска, Денеска по хотели, така? по хотели, по Сите по ресторанти хотели. и така. Сега е другчие, не е како порано. Порано било многу убаво. Ти како дете во село Бразда, што најповеќе се сеќаваш за селото? Што се обработувало најповеќе во селото? Па сме имале бостан, Така, арпаджик, да, кромит, така. да. И Најпозната е Бразда по арпаджикот, по така? арпаджико, да, сме работеле. Со стока на- сте се занимавале? Да, сум чувал, ја и брат ми, тој што е у Австрија, овци сме чувале. Да, овци заедно. сме чувале, да, волови сме имале, со плугови сме орале. И кај што ораме усред сел, таму на нива оставаме плуговите и воловите, идеме у Лепенец и се бањаме таму. Да. И Да, така било, многу убаво било. Така, денеска такво нешто не може. Нема сега многу малку. Се Нема, не. помалце и помалце. Помалце, да. Војче Славковски, нека е жив и здрав Војче и за така. многу години. Фала многу.
Моje село, археолошки парк Бразда. Ацо Пршевски од село Бразда. Ацо, добар ден. Добар ден. Од кога датира овој парк? Овој парк датира негде од 4 век пред нашата ера, инаку откопан е 1985-86 година. До тогаш никој ништо не знаел. До тогаш ништо никој не знаел, инаку овој локалитет е познат како градиште и ова брдо што го гледаме позади нас е се уште неистражена археолошка енигма за нашите археолози. Градиште била тврдина. Градиште била тврдина. Од врвот на градиште се гледа цела скопска котлина. Така. И предпоставувам дека римјаните го користеле за своји цели, воени цели. Можам да споменам дека тука поминува и римски водовод, имаме римски пат. Мислам дека Вија Игнација, ако не сум грешка. Така да многу богато во суштина. Овие камења кои што ги гледаме позади нас, ако може камерата да ги долови, се донесени овдека, значи 4 век пред наша ера од Говрлево. Ваков состав на камен во нашево поднебје на Скопска Црна Гора и во Бразда немаме. Од Говрлеваце потврдено? Да, потврдено. Нема ваков камен овде. Нема тука ваков камен. Тоа тогаш било доста далеко. Па доста далеко, ама претпоставувам дека мотивот на римската држава била да направи некое здание кое ќе биде величествено, ќе си обележи територија и ќе си купи мир за подолг временски период. Заради тоа што тука имаме и од Лавовац, местно викано Лавовац, римски водовод кој што идел за Скопје. Претпоставам дека намената била да се зачува водоводот и да се задржат ресурсите. Така, ацика, се ова што е гробница, како да го? Ова е рано римска гробница и во тој период живееле пајонци како народ на ова поднебје. Пајонци се пред римјаните? Пред римјаните. Тие биле домородно население тука. После тоа нели со развојот на римската империја тие биле покорени, па си направиле римјаните гробница. Така. И целово здание позади кое што го гледаме. Мораме да напоменеме во тој дел дека на брдото има еден стар дап, сега можеби е 100-200 години стар. Интересната правота анегдота со него е што секогаш кога ова брдо гори, а гори често, ако не на година, на две, секогаш тој да постанува. Се претпоставува дека е недирнат. На радиус од некој 2-3 метра околу него, не е дирнат дабот и тој се уште си живее, се уште си функционира, можеме да го снимиме од некоја друга страна, чисто за да имаат и гледачите представа зашто правиме муавет. Да, вистина интересна е ова. Да, интересна приказна која треба да се истражи, која треба да се промовира, која треба да ни биде некоја, не знам, туристичка атракција, развој на локален туризам и така натаму. Интересно е и за гледачите, до 1985 година да не биде откриено. Немале мотив, не знаеле. Можеме само да претпоставуваме што се случувало. Или зошто тоа не било откриено, зошто не било поручено и така натаму. Александар, ти благодарам. Ви благодарам и на вас многу. Добре позив совершивши и веру соблюши, недостоверни мучти, ко се јавше православија, се погасивше славие, победителе победоноси ви сте, благочестие обогативше, зашто си свет Боже наш и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух. Гоце, се наоѓаме во црквата Света Богородица. Да, ова е нашата црква, Света Богородица, Мала Богородица. На денешен ден, на овој празник на Свети Атанасиј Велики, секоја куќа крши колач во чест на Свети Атанасиј. Ние слава вознесуваме со лебот, виното, пченицата и свеќата. Така. Тоа е најважно за нашата православна вера, тоа е основното. Нека ни е на помош. Да, и литургијата е најважно од се. Да. Со виното, лебот, пченицата. Гоце, за црквата Света Богородица. Црквата Света Богородица е правена 12 или 13 век. Меѓу најстарите цркви овдека е. За жал, нашиот свештеник тогаш, тој бил од Горњани, не му се свидело дека црквата е наша, малку постара од Света Никита горе, земал го избришал надписот на црквата за да не се
Аха. да не се прочитува која година е. Да не видат цела. Да не видат, да, го избришано и тоа е најголема грешка за еден свештеник да го избрише надписот на црквата. Пошто Светаниките е помлада градба и свештеникот сега со каква мисла му дозволил совеста, не знам, и тоа е пренесено од нашите Така. предци. Па јако го избришал надписот, нека ни е на помош. Да, нормално, црквата нема што да, останува нормално. да се Самите фрески кажуваат натре од која година е. Да. Второ, за црквата, кажавме за Атанасие, за денеска, а за Мала Богородица на 21 септември правиме тука ручек, се спремаме и тогаш исто цело село доаѓа, а доаѓаат и сите околни села на тој ден. Значи денеска кршиме само колач. Колач кршиме во црквата за здравје во чест на Свети Атанаси Велики, да. Така, иначе главна селска И се вади слава- литургија денеска. Селска слава денеска ни е, да. А за 21 септември правиме јадење во чест на рождество на Пресвета Богородица. Така, Оце нека ни е за многу години. Амин. Да сме живи и здрави, да бидеме до година пак да се видиме на ова место. Дај Боже. Дај Амин. Боже. Амин. Постојан град, упадаме оној што ќе дојде, му се благогоди на Бога. Мир на тебе што ни читаше, Твојему, алелуја, алелуја, алелуја. На сите, Твојему, ке се чита. Хривиот, Христолюбив православен народ наш, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш, и во вечни векови. Блаженейшиот Господин и Отец наш Стефан, митрополитот Скопски, архиепископ Охридски и Македонски, и на Јустинијана Прима, цио свештенички, свештено-ѓаконски, монашки чин, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш, и во вечни векови. Титорите, градителите, украсителите, помагателите, пеачите на овој свет храм, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш, и во вечни векови, не се исполни се. И така, оној што ќе ги наруши една од тие најмали заповеди, и така ги научи луѓето, најмал ке се нарече во Царството Небесно, а оној што ќе ги исполни и поучи, тој голем ке се нарече во Царството Небесно. Моје село, почитувани, евене во дворот на црквата Света Богородица во село Бразда. Тука сме со кумот Гоце, нека ни е за многу години. Амин Боже, Лани паричето падна кај тебе. падна кај мене. Среќа, берикет, благодет. Среќа, беритет ни даде Господ, ни даде беритет во залозје, за арпаджикот. Најголем беритет е што имаме здравје. Здравјето е најважно пред се. Така е куме, најголемиот берикет е Да. здравјето. И чест е да бидеш на овој голем празник за Свети Атанасий, да бидеш кум. Голема е честа, Така е. за да дадеме покрај честа и слава воздигнуваме со лебот, виното и пченицата. Така е. Да. Пченицата е воскресение. Честиницата е воскресение, лебот е тело на Христос, виното е крвта негова. Така е. Без тоа е основно за секој празник, за секој ден празник. Без литургија, значи ништо не е важно. А ова друго после по куќи, слава, мислам гости, чекање, тоа е додатно. Така. Тоа е додатна традиција. А најважното е да бидеме присутни на светата божествена литургија. Тоа не одржава во животот. Нашата душа живее од Светиот Дух. Така е. Тоа треба да го знае секој од нас, ама младите, пошто државата не овозможува уште да учиме веронаука. Тоа најголемата е грешка од нашите водачи што не водат и денеска. Во многу наши соседи овдека има, мислам, отворено веронаука.
Така, Ова треба да го слушнат нашите така. луѓе што не водат. Добро, куме, паричката беше само една паричка или повеќе кумови се? Не, една. Еден кум. се Една става малку секој закасни. Пошол со лепчето, па се врати да каже Да. дека е кум. Да, не можеше да се најде паричета, Да. ама излезе. Излезе на виделина, дојде човекот повторно. Така е. Масата ни заличи благодарение на кумата. На кумата. Кумата е многу вредна. Господа ми ја поживи. Да сум ја барал, не би сум ја нашол. Добро го. Ајде, нека ни напомош и Амин. за многу години. Амин. На здравје. На здравје нека ни. Секој да На здравје. да има здравје, секој да се весели, Господ да му даде убавини во неговиот живот. Тоа е најважно за нашата православна вера. И едно е важно, да се сакаме и да се помагаме. Дај Боже. Да. Дај Боже. Гоце сега да ги Да ја- поздравиме нашите да ја- гледачи на моје село. Да. Ќе ги поздравиме. Сакам да кажам, нашата историја, нашето културно-историско богатство е непроценливо. Нашиот македонски полуостров од тука потекнува и јазик, и нација, и вера, и сакам да кажам уште и од Александар Македонски неговата империја. Од Балканскиот полуостров е развиено се по Европа. Од запад до Русија и секаде. Тоа треба секој од нас да го знае, да не се срами. Од многу луѓе сме поценувани како македонски народ. Не треба да се срамиме, ние сме тие од првороден народ е створен на македонскиот полуостров. Така е. Да. А сега една честитка до гледачите на моје село. Со песна? А да, секако. Да, ќе кажеме песна, ќе ја кажеме Пилето ми пее. Така? Да, Ајде. за да ни биде празникот весел и И напомош да ни е. За секоја година да има се повечко и повечко да се јавуваат за кумови и така традицијата да ни напредува. Така е. Да. Пилето ми пее рано на сабајле, рано на сабајле, рано пред зори. Па ми ја буди младата невеста, младата невеста, коња да спрема. Стани ми, стани ти, млада невесто, стани ми, стани, коња да спремаш. Почитувани мои, тука негде е крајот на вториот дел. Ве поздравувам од цело Бразда. Се на јубиле.